Здраво дечки, уште едно видео за SmileOS, верзија 1.6. Ова видео најверојатно ќе биде малку подолго, за да го разгледаме целиот оперативен систем и малку повеќе се занимаваме со главната цел на оперативен систем, односно Smileyum, програмскиот јазик кој го има во него, значи тоа е примерната цел. За тие што првпат го гледате, не гледате мене и презентацијата на овој проект, станува збор за оперативен систем, значи не е Linux дистрибуција или нешто такво, значи оперативен систем изграден од нула во раст со помош на вештачка интелигенција, значи и некои 100.000 линии код до сега. Првичната замисла ми беше само како хоби ситен проект и после кога се освестив малку колку веќе проект почна да зема замав и кога веќе имав некој иницијален сетап со програмскиот јазик, видов дека нешто слично како што доаѓа во пакет, значи да е bare metal оперативен систем офлайн, значи да нема интернет, тоа е значи by design, бидејќи е наменет за деца, на пазарот во светот не постои. Има слични работи, но до овој степен јас не успеав да најдам и после тоа решив да го редизајнирам оперативниот систем. На YouTube може да видите видео од претходните верзии од 0.1, 0.5, 1.0 и така натаму, да видите како одел прогресот, значи еден вид на влогови се како одел развојот на самиот оперативен систем и како што реков, кога сватив дека имам нешто што се вика юник, решив да го движам во таа насока. Кога ќе го бутирате, значи сега ова е на виртуелна машина, значи вчера пуштав видео кај што може да видите како изгледа на real device, на вистински уред, на лаптоп стар 20 и кусор години. Веќе дома имам купено по интернет различни модели, имам некој Dell, некој HP, овие беа Comtrade, на Asus некој, не знам ни какви се тие лаптопи, имам 3-4 купив такви, дали по школи се користеле на времето или врска неа и кој што може да видите оперативниот систем работи топ на лаптопи со мали екрани. Малку има мака на понови лаптопи каде што има поголеми екрани, значи не големината на екраните, него резолуцијата, која има многу повеќе пиксели и бидејќи оперативниот систем се што работи на процесор, сега графичката не ја користиме и има малку мака да ги isпроцесира сите тие пиксели кога се над милион пиксели, значи со поголеми резолуции, а со малите работи топ. Кој што реков, кога ќе го бутирате оперативниот систем, имате некој бут екран кој што гледате ова минималистички и вика притиснете Enter за да влезете и тука веднаш го гледате изгледот на самиот оперативен систем. Значи горе имате меню бар, како што има на Linux и на macOS, од левата страна ги имате апликациите, а од десната страна имате датум и некои други апликации, копчиња за log, shutdown, reboot. Овие апликации ми се тука трите за дебагирање, тоа се овие четирите, кај што може да гледате логови што се случува во самиот оперативен систем, но како што реков, овие ми се само за дебагирање, во финалната верзија ќе ги нема. Ајде да почнеме од settings, значи во settings апликацијата може да ги именувате овие што ни се бут екраните што ни се на почетокот. Има minimal, кој што го видовте со црниот екран и минималистичко смајли, имате tech, и ако идам save и одам after no log, како што гледате ова е некоја tech верзија поинтересна и има classical, оваа беше првата што имав кога го дизајнирав. Lock screen, ова е нешто ептен детско. Ајде да го вставиме ова и исто така имате и акцент бои, значи да менувате на самите оперативни, дали сакате на зелено, на виолетово, на сино, на бело, темна тема. Јас сега ќе оставам нека биде на сино. Долу кога што гледате имате превју како ги менувате работите се менуваат. Имате system settings кај што може да менувате time zone, значи го зема времето од самиот уред, од BIOS-от и таму ви доаѓа некој средно време UTC, тука може да менувате временската зона плюс минус колку часа сте.
сензитивност на глувче колку брзо се мрда курсорот и тука има некој about екран кај што може да видите информации за самиот уред. Потоа ни доаѓа файл менеджерот. Тука може да, како што може да видите, има оперативниот систем има и свој файл систем, има свој файл систем да и файл менеджер, значи може да имаме фолдери и файлови. Значи фолдерите ми се дизајнирани да имаме до еден леер. Значи имате root, може да имате еден фолдер и тука да имате само файлови и немате вакво, не може да имате фолдери ради комплексноста на самиот оперативен систем. Не сакам да одам до толку детали, но во иднина тоа може би и ќе се смени. Има и multitasking, како што гледате во десната страна имаме еден док, како што има на macOS и на Linux по дефолт е лево, на macOS е долу. Јас како што гледате и на самиот Mac ми е попрактично да е од десната страна и не знам. Така го дизајнирав иницијално, така си го тераме сега. Во иднина може да сменам да го ставам во settings да може да му менувате локацијата, но сега за сега е тоа. Тука имате power модови да менувате, доколку пример имате некој многу стар компјутер каде што има проблеми, лаптопот работи поспоро, може да смените во послаб мод и тоа ќе исклучи некој работи, ќе работи со помалце фреймови, нема да биде 60, ќе биде 30, да го ставиме на ултра. Како што гледате, нема да има зоблени корнери, нема да има сенки и така натаму. Значи го има и тоа, и се тоа како го смените, доколку го рестартирате, ќе си остане запишано во самиот систем. Еве да видиме пример да креираме некој файл, да речеме има тука други апликации, има неколку игри, има Snake, што гледате функционира. Втората имаше некој баг на вистински уред, сега баш ја немам истестирано подолго време, да видим дали тука работи. Да, тука е окей, на вистински уред нешто има некој баг, треба да го средам. Да, на Escape се минимизират и што гледате кој ќе се врати ми е паузирана, а на Shift и Escape ми е како Alt F4 или Command Q на Mac се гасат. Тука во докот може да имате до 8 апликации и долу имате кант, корба. Но ајде да видиме пред со апликациите. Кој што реков, има тука неколку игри. Целта ми е, кој што реков, оперативниот систем да биде за деца. Првен ги има овие две игри беа пред да го редизајнирам за деца и после почна да правам игри за деца. Ова е да речеме Whack-A-Mole игра каде што децата ќе може да вежбаат да користат маус и како што гледате да кликаат. Потоа имате Type игра каде што доваѓаат зборови од левата страна и ги куцате пен, значи да вежбаат децата куцање се од тастатура, бед и така натаму. Како идеја може да ставам да има повеќе модови, пример да има животни, да има можеби од самиот програмски јазик keywords каде што ќе ги куцате и така натаму, но тоа е за финеси кои што ќе ги работиме подоцна. Имате калкулатор. Да, и сите овие апликации што ги гледате, барем мноштвото, може да се користат и со маус или само со тастатура без уопште да имате маус, и идејата е во финалната верзија комплетно оперативниот систем да работи без маус, значи може да користи и без маус, само со тастатура или комбинација како сакате. Калкулатор, ова е некоја тест апликација која правев. Има built-in SDK и App Framework кој што може да користите за да се лесно да се прават нови апликации. Ова беше како тест апликација че мало. Потоа имате текст едитор каде што може да пишувате, да го зачуваме фајлот youtube.test.txt и фајлот ни се зачува. Ако го отвориме файл менеджерот, во кој фолдер сега го зачував, не знам во кој фолдер имав отворено, изгледа по дефолт ми е последниот фолдер што го имам отворен, тоа е некој баг. Да видиме кај го имаш лапнато само. Не видев во кој фолдер сум, YouTube. Или во некој фолдер, или е некој баг. Че да видиме уште еднаш.
Text editor, open. Тука се по-одлучен, значи најверојатно е WordFS, не е Smiling Examples, гледаме System, Calculator, File Manager, не е тука, можна и да е некој бък ако нема да чуваме сега, ќе видиме. Може и со долно да црпа нешто се. Ево, во фолдер ми го ставено. Значи има навратно некој баг, во кој фолдер сум последен, ми стои негде во меморија, треба да се ресетира навратно цело време, да е од root да почнува и така натаму, значи файлот ми е зачуван. Да видиме што има друго, ова ќе збориме на крај. Ова е UI demo, значи може да ги видите сите компоненти кои ги имам за правење на UI апликации во мојот оперативен систем и најверојатно дел од овие ќе се користат за правење на UI апликации со нашиот програмски јазик. Тој дел уште не е направен. Сега за сега со мојот програмски јазик може да правите терминал апликации, значи во Shell и игри. Тие две работи, че има цел game framework, да речем, не е engine, нај да речем дека еден вид на минимален game engine. Да видим што имаше друго. Paint апликации, каде што може да цртате, да боите. Значи, четки, големина, на зелено баш уште. Значи, гледајте да зачувувате файловите, вие ми се зачува во да гледате во Smiley, Shell Examples, тој фолдер, значи треба да ако одам back, ќе одам во root и сега ќе го зачувам, да. И сега во самиот root ќе имам слика, ASDF, мислам кава, а не ева некоја друга беше. Изгледа, да, има некој баг со файл системот, најверојатно. YouTube текст, оваа е сликата, зашто не ми го смени фолдер, не е ни битно, ева сликата. Значи, уште е work in progress, има доста багчиња ситни што треба да се средат. И има user guide да видите што има во оперативен систем што може да правите. И што гледате како стартуваме една по една апликациите, ми ги има тука во самиот док, до максимум до 8 апликации и долу има корпа каде што може да бришете файлови, ќе ги избришеме нешто, да речеме, овие што креиравме сега. Слика да ќе избришеме, делете, yes, и овај текст ќе го избришеме, yes, и сега имате иконка црвена дека има нешто во кантата, или може да restore да направим, или erase, или empty bin, и bye ги нема до крај. Да видим дали имаш уште нешто. Да, ова Sprite едиторот е за поврзан со Smiling Playground, односно за правењето на игри. Може да цртате сликичи кои подоцна ќе ги користи, значи карактер или нешто кој што ќе ги читаме во игрите што ги правиме со Smiley. И тоа да го користите. Да, може да зачувате и ова, значи секој файл си има посебна екстензија, значи уште сум во Shell Examples, YouTube да го користим и ова ќе ми има .spr, значи екстензија за sprites. И ако го отвориме файл менеджерот, ASD sprites. Сега да се вратиме на Playground, исто гледате дека секоја апликацијичка си има unique икона и ова е дефолтната. UI demo нема иконка, таа е дефолтната, но да видим дали имаш уште нешто што може да ви спомнам за самиот оперативен систем. Да, значи има, тука ги имате сите уреди што ви се поврзани, значи ова е хард дискот, ви кажува дека се што работите на оперативниот систем ќе биде зачувано на хард дискот, а самиот оперативен систем се бутира само од USB, го ставате и не се инсталира ништо, си работи од самото USB. Иницијално намера ми беше да можам файлот да ги зачувам на истото USB, но не успев тоа да го направам. Најверојатно во некоја наредна верзија ќе пробам пак, значи да може да имате едно USB, ништо да нема да немате и хард диск на компјутерот или да имате хард диск кој не работи или нешто такво и да си на самото USB, значи имате USB, го ставате и на самото USB да ви се зачуваат и файловите, да си имате и оперативниот систем. Да, сега што реков, креира
кога бутирате оперативниот систем, наоѓа некој мал простор на хард дискот, неколку мегабајти и таму ги зачува сите податоци и конфигурации. Доколку хард дискот не работи, значи имав еден лаптоп каде што не работеше, првиот на кој што тестирав, значи тоа е овој некој стар Dell исто, Dell како беше Dell Inspiron 910, значи ова е првиот уред на кој што проработи SmileOS. И таму мислев дека имам проблеми со кодот, никако не работеше за чувањето на податоците и морав да имплементирам, имаше секој лаптоп и тие стари дури имаат читач за SD картички, тоа беше првото persistence што беше имплементирано и што работеше, значи и ден денеска работи, ама само на тој лаптоп, бидејќи е многу стар, некоја друга архитектура е, на овие поновите, вале PCI или нешто, не знам како работат, таму SD картичките уште не работат, ами тоа ќе види најверојатно сменето. Кога ќе ставите SD картичка, тука ќе ви се појави иконка дека имате SD картичка и фајлот ќе ви се зачува таму. Исто предходно, сега сме на верзија 1.6, во 1.5 конечно успеав да имплементирам USB маус драйвери, значи или користите тракпад, значи се ова вика дека имам тракпад, гледаш тачпад, тракпад како да се вика, тачпад на самиот лаптоп, дополнително може да ставите и USB маус и тогаш тачпадот нема да работи, ќе работи само маусот. Доколку извадите маусот, тачпадот повторно ќе ви работи. Значи тоа функционира исто така. И SD картичките реков дека работат за persistence и во еден некој што реков планирам да може некој да се изведе на live boot USB-то да зачувате самите податоци. И сега за главната тема е нашиот програмски јазик Smylium. Имам вградено, значи ова е, да речем, мој програмски јазик, ја не го имам смислено, пошто е C базиран, истите keywords, значи на C стайл синтакса има, запишување на код и тоа е тоа, значи имам некои референции од други јазици позајмено. И идејата на програмскиот јазик е да можеш со него да креирате shell апликации, кои што ќе се извршуваат од десната страна, како во терминал, значи ќе имате output од текст и ништо повеќе. Output и input може да правите и тоа е тоа. Во самиот терминал, да речем, во конзолата. Потоа да може да правите и UI апликации со копчиња, менија, input елементи и така натаму. Тоа ми е планирано за натаму. Кој што реков, сега работат двете работи. Shell апликации и игри. Кој ќе го стартувате идето, значи имате тука две иконки, каде што ги имате тие примерите кои што ги можете да ги видите од файл менеджерот. Кој што гледате кога отворам файл менеджерот, имам два фолдери. Едниот е систем, тоест три фолдери, едниот е систем, другиот е кој што има метафайлови за апликациите кои што ги имаме овие што ни се тука, податоците од тие апликациите. Потоа има други два фолдери со овие примери, што се Smylium Shell Examples и Smylium Game Examples. И внатре имате, кој што гледате, по десетина примери од истите, и истите може да ги стартувате или со два пати кликање на некој од овие, што два пати кликате и ми се отвара тука и тука може да го извршиме, или имате брз пристап од тука. Да, и да најме некој со input, да речеме input-output, и имате what's your name, Никола, може да пишуваме, how old are you, 35, и ми дава нешто. Output, тоа е за shell апликациите и да видиме како изгледа синтаксата на кодот. Како што гледате, имам две работи што ми се вика directives, core директивата што ми ги содржи овие клучните зборови како што се if, варијабли и така натаму, докога ја извршам, значи имам и debugger, ќе почне да ми јави грешка. И што гледате, вика дека не знае што е string, не знае што е number, не знае што е in, не знае што е out. И затоа имате десно string requires core directive, значи треба core да се вклучи. И така натаму, значи ми јава грешка да може да дебагирате. И ако се врата можам да го вклучам core, ако го извршам shell, ќе ми се буни за нешто друго, имам друга грешка. И вика дека овие работи се од out и in, тоа се делови од shell и мора да ги вклучам и тие. Значи, повторно може да има некои бакчиња, некои клучни зборови да ги меша, некој да мисли дека се од core, некој да се од shell, тоа се финеси кои ќе се испеглаат. Shell исто доколку, да речеме, варијабла некој ми е крсна, вика, има што
што е age, немам таква варијабла, бидејќи ја сменив. Age 2 му ставив. Исто доколку ми фали точка запирка, доколку не знам, грешно пишам keywords кои што гледате, со виолетово ми се тие што се постојат клучни зборови, а другите што ми се жолтите ги гледа како променливи и сега вика не знам што е sting и така натаму ми фали точка запирка. Тоа е тоа околу програмскиот јазик, може да видим уште не знам. Аргумент сега некој посложен пример каде што имате функции со аргументи, дали има лупови во овој пример нема, да видиме некој друг има со while loop, со for loop и така натаму. Значи би рекол дека има доволно елементи да се нарече еден целосен програмски јазик за од него да може да се учи програмирање. Значи имате и мат функции, да имам само телефонот, ништо битно. Та променливи има неколку типа и така натаму. Другите кои што реков апликации се игрите. Значи сега имаме Game Directive, Core и Game Directive. Core ми се, како што реков, за променливите за такви работи и како што гледате имаме рендерирање на Square, Square со бели линии, кажи го бе, Square на македонски да ми се исклучи мозокот. Да, да видиме, да, има. Значи како во секој game engine, има променливи, апдейт функција која што врти секој фрейм се извршува, имам clear screen што чисти екранот со црна боја, се црта правоаголник, ректангл, да, на позиција, со големина, со боја и така натаму, да видиме некој по сложен пример. Е, тука имаме со спрајт. Во самиот фолдер имам некој, кај што ми беа примерите, имам спрајтови креирано, player, значи посебен тип на варијабла, спрајт, креираме варијабла player од типот спрајт и со оваа функција ја инициализирам да има чита вредноста од дискот, овој файл, спрајт, и после нешто правиме со него, и тука имаме некој бакче. Да, најверојатно или фајлот сме го избришали или нешто, че некој друг пример, овој дали работи? Да, овој работи. Че повторно е, дали со спрајтовите е нешто, Snake дали работи е посложен пример. Да, Snake-от работи, значи тука имате сложен пример, кај што цела Snake игра ни е направена со нашиот програмски јазик, значи со game state со се, да изгубиме, вика space за рестарт, имате тука за full screen копче, кај ми отиде, playground, да ги исклучиме, и ова да повторно работи со шорткати F1, F2, F3, F4, F5 и така натаму. Дополнително што има Smiley идето е нешто што се вика Learning Mode, на F4 се пушта и тука имате сега за сега 28 лекции и секој има по неколку таска. Гледате лекцијата 1, ова ми е Welcome to Smiley, може да извршам лекцијата и има секоја по неколку чекови, да речеме, ова е 2 lines, па има your turn нешто, да, со 3 линии, па имате втора лекција, ние за коментари, трета лекција ние за input-output, out, и ова е само со output, не, out and outline, ова, значи имате функција out за печатање на екранот и outline за печатање во нова линија. После има за променливи, за string, за booleans посебни, за user input и така натаму, и кој идеме понатаму има и лекција за дебагирање, значи за дебагирање со 6 подтаска, кај што може да учиме и дебагирање, после наредните од 19 до 20 натаму се за тоест ова е final последниот пример и после 21-та ни се за игрите и кај што гледате има лекциички интересни, така натаму. Се тоа, значи веќе имам и подготвено драфт верзии од книги, значи полека гледаме да стане проектот реалност некаде во 26-та.
колку минути? 24 минути. Тама полнев 30 минути. Да, во 26-та некаде верзија 2.0 валја ќе биде, каде што ќе имам барем по неколку примерици отпечатани од самите книги, да може некаде да се презентира, бидејќи фазата 2 е нешто за што требаат многу пари. Значи фазата 2 би било да се креират, да се најде компанија некоја кинеска најверојатно, која што би правела кастом лаптопи, кои што ќе имаат преинсталиран SmileOS или нешто такво, и на пазарот ќе може да си купите лаптоп каде што вашите деца ќе може да го користат и да учат програмирање со мојот оперативен систем, да добивате пакет со лаптоп, со оперативниот систем, со книги и така натаму, и евентуално можеби би крила еден вид академија за учење на програмирање за деца или нешто што такво, но тоа би било со академијата најверојатно дел од некоја измеѓу фаза, каде што првата фаза би била да пробам да пуштам во продажба книги и USB со оперативниот систем. Тоа е прва фаза. Книгите биле секој на македонски, евентуално и на албански, бугарски, српски, не знам дали ќе најдам некој инвеститор, бидејќи требаат пари за нешто вакво да се реализира. Сам не знам колку сум моќен да направам такво нешто без никаква подрачка. Значи би се ширило од Македонија, можеби ако е успешно приказна и надвор од Македонија во регионот, не знам, Косово, Србија, Македонија, Бугарија, Грција, why not, секаде па можеби на светски рамки. Фаза 2, кој што реков, би биле некои академии од стилот на STEM, на малац генијалци, нешто слично, каде што би го користиле во оперативен систем за деца да учат програмирање, значи малце пред тие што се од овие школите, каде што се малце понапредни програми, значи би било еден чекор пред нив, каде што тука би стегнале некој основно знаење децата, а после би продолжиле во некоја од тие школи доколку пројават интерес. И трета фаза би дошло креирањето на кастом хардвер, значи некој лаптопче, значи баш замислете ми нешто како овој Contrade, што е да има екран, да има тастатура, да има тачпад, хард диск, може да има, може и да нема, SD картичка да има, звучници, и за интернет такви работи ништо најверојатно не би ми требало, и батерија, значи нешто многу просто што би било многу ефтино да се купи, би било со интересен дизајн за деца, значи баш би гледал нешто вакво, само малку покомпактно. Ова е ипак 20 години стар лаптоп, најверојатно да биде со некој архитектура како RISC-V, RISC-V, не знам како се чита, Raspberry Pi или нешто тако, бидејќи во виртуелна машина во моментот оперативниот систем работи на x86 32-битна архитектура, на 64-битна архитектура оперативниот систем работи. Raspberry Pi до некаде дојде со инициализација, одамни после не сум ни пробувал. RISC-V работеше до верзија 1 топ на виртуелна машина, значи сите тие платформи се исто планирани да работат во иднина. Сега се фокусирам само на оваа, бидејќи премногу код е веќе средена архитектурата на самиот код да биде лесно екстендибилна за нови платформи, но многу работа, еден човек тоа не може да го сработи. AI сака многу ресурси, до сега, значи, ми има коштано ова, да речем, некаде скоро 2000 евра само за AI лаптите кои што ми помагаат да го испрограмирам, заедно со овие лаптопчиња, нешто минимално што сум потрошил 100-200 евра да ги купам, да имам уреди за тестирање по дома. Најверојатно до верзија 2.0 таа сума би отишла. Значи не рачунам ја моето време потрошено после работа, значи после работа во сето се работи, не во работно време и за викенди. Да, најверојатно 5K ќе отидат сигурно до верзија 2.0, додека да се испегла се, да се купат уште уреди, да се испечатат барем по, не знам, барем по 10 од секоја книги да имам чисто за презентации или нешто такво, да се плати некој фриленсер да среди дизајнот на книгата со илустрации за деца и така натаму, значи сепак имам влезено
калкулиран ризик, дека ќе инвестирам некоја сума и да пробам од овоа да направам некоја приказна со цел дека оперативниот систем ќе оди open source at some point, најверојатно иницијално без програмскиот јазик, бидејќи тоа е нешто каде што гледам бизнис, зошто да не се направи само одржлива фирма, значи каде што би имале дечки кои што би работеле на тоа, јас би си работел во некаде на страна, значи да можат студенти да доваѓаат да учат, да напредуваат и не знам, таква некоја визија и приказна би имал за овоа, значи не ми е да направам да станам милионер или не знам што, но да биде некоја приказна каде што ќе оставам име позади мене дека е некој Никола, што го викаат Смајли, со потекло од Свети Николе, во стан во Хиподром, седнал после работа со AI, со vibe coding и со малку ентузијазам, малку повеќе да речеме, со доста неспиење, со малку повеќе теоретско знаење стекнато сите последните, да речеме, 20 години, седнал и успеал да направи нешто што не е, да речеме, програма за тренирање магарење или нешто, што во нашата држава за жал би успеало. Се надеваме дека некој ќе има слух да види, да препозна нешто во ова и да даде на некој начин некоја подршка. Да, тоа би било тоа, веќе 30 минути поминавме. Пишете коментар дали мислите дека изгледа нешто интересно, обеќавачки, дали мислите дека би вложиле, не знам, некој 50 евра во нешто вакво, каде што вашите деца би можеле да влезат во професијата на 21-виот век, што е software development, некој вика дека е еднината, некој вика дека веќе е минато, не знам, јас мислам дека има уште потенцијал во оваа професија. Тие 50 евра колку и да испаднат на крај, не знам, треба да се направи ипак пресметки какви се трошоците за книгите, за тие работници. Моето потрошено време толку не го рачунам. Сепак не ќе да одам во минус и да заглавувам семејството, фамилијата со кредити во интерес на заедницата, за јавноста. Сепак сите работиме за плата, за нашите деца. Не знам. Како што реков, дали мислите дека би издвоиле некоја сума за место да купите играчка на вашето дете или не знам, нешто што ќе може да учи, да изгради кариера, не знам. Тоа било тоа. Јас пробав, до некаде стигнав, сега се што ми треба е подршка. Поздрав!